Почитувани колеги, реагирам процедурално, бидејќи сега додека заменик министерот го образлагаше законот, всушност читаше од истиот, ни го прочита делот за оценка на состојбите во областите што треба да се уреди со законот и причини за донесување на законот. Значи ништо ново, а претходно ни кажа дека ќе ни каже нешто ново и дополнително на самиот вовед. Продолжи со целите, начелата и основните решенија и така натаму и така натаму. Јас се повикувам на член 122, каде вели работните тела заради извршување на работата и задачите од својот делокруг може да побараат податоци и информација од органите на државната управа и од други органи и организации. И исто така под 2, работното тело може на седницата да поканува научно-стручни и јавни работници и представници на општините и така натаму, на јавните предпријатија, синдикатите и на другите организации, институции и здруженија заради изнесување мислења по прашањата што се разгледуваат на седницата на телото. Бидејќи ние разгледуваме закон кој се носи со европско знаме, по скратена поставка, сосема нов закон, за кој министерот во самиот вовед ни вели дека ќе го образложи истиот, а ни го чита она што е овде само и не ни кажува дополнителни информации. И сега, пазете, што се случува во самото ова што е во законот. Значи, само еден мал дел ќе ви прочитам. Еднократните трошоци поврзани со воспоставување на самата управа и регистарот кои се однесуваат на изработка на софтвер, набавка на хардвер, адаптација на просторни услови и адаптација на софтверите на инволвираните институции се предвидени и обезбедени како главна компонента на СИАП проектот. Но, во овој момент не може да бидат презентирани од причини што во тек се изработка на технички спецификации. Бидејќи има многу недоследности, кои што се овде, јас процедурално на почеток, пред да почнеме со материјална расправа по законот, на кој на сите не ни е јасен истиот, на сите нас, бидејќи образложувањето кое го даде министерот воопшто не држеше и не е основано, јас барам од ова работно тело да повикаме, заради тоа што? Да повикаме помош, да повикаме компетентни лица кои овде би не убедиле дека е исправно или не е ова законско решение. Бидејќи сите носиме одговорност овде, кога треба да го гласаме било кој закон. Зошто го велам ова? Повторно и дополнително. Министерот во своето излагање вели се направени консултации, промоции за овој закон, се консултирани стопански комори, се консултирани здруженија, а ние имаме информација дека здруженијата ни се жалат за содржината на овој закон. Како да продолжиме со материјална расправа по овој закон кога има голем број на небулози, реакции, се што се случува овде? Да не напоменувам, колега, што навистина јас немав можност претходно да реагирам, но еве сега во ова процедурално моје реагирање ќе ви кажам. Не е фер тоа што вие таму седите. Не е принципиелно тоа вие што таму седите. Вие сте дел од власта. А таа позиција што ја добивте како член и дел од опозицијата. Кој овде е обесправен? Кој се обесправува со носење на ова избрзано законско решение? Во кое? Повторно ќе кажам, замислете, не можат да бидат презентирани. Што ќе гласаме ние овде? Не можат да бидат некои работи од законов презентирани и ние наслепо овде треба да ги гласаме работите? Треба да ви веруваме? Сакате да ви набројам сега 100 причини зошто не сте за верување? А можам да зборувам многу. Зошто не сте за верување? Не сте за верување заради тоа што последниот пример ќе го земиме. Вчера Артан Груби 4 пат оди и промовира автопат.
Не сте за верување и вие сте дел од тоа. Една мала ситница не смее да биде неисправна во ова законско решение. И ќе повторам, во било кое законско решение. Како ќе гласаме нешто што во овој момент не може да биде презентирано. Јас сакам и секој кој одговорно си ја работи својата работа, сака пред него, пред да крене рака за или против, да знае исправно и целосно да биде информиран дали и како и што се има во ова законско решение. На почетокот од своето излагање заменик министерот кажа дека нема да има нови вработувања. Но овде, во оценката на финансиските средства потребни за спроведување на законот, стои дека ќе има средства, финансиска импликација и 20 вработувања. Мене тоа така ми изгледа. Јас барам овде и давам предлог до оваа комисија да се разгледа и да се повика. Да се повикаме на деловникот, бидејќи деловникот ни го овозможува тоа. Да побараме на седницата, да поканиме стручни и јавни работници, кои ќе ни дадат дополнително образложување за ова законско решение. Дали е исправно или не е исправно вака како што е. Предлогот, председателе, што не професионално, не знам, професионално можеби не е добриот збор да го употребам, еве несоодветно седите на таа позиција, ви го давам на размислување. Значи, да повторам, членот 122 ви дадов образложение зошто се повикувам на сето ова. Навистина недоволно беше образложението на заменик министерот. Мене ми е кажано, мене ми е кажано дека консултации се направени промоции во врска со овој закон, се направени разговори со стопанските комори и се е усогласено во законот. Но јас одговорно тврдам дека таквиот информации како пратеник не се стигнати, нема образложение, немаме информација дека се направени сите тие работи и барам да се размисли овој мој предлог. Ви благодарам.